А во овие минути посветени на она што го нарекуваме општествена сцена, ќе разговараме за нешто што е актуелно од почетоците на пандемијата. Имено, голем број мислители, теоретичари, филозофи во текот на пандемијата објавуваа своји текстови и зборуваа за тоа дека иднината нема да биде веќе никогаш иста после пандемијата, односно дека начинот на уредувањето на светот, на општествата ќе мора да се промени за да човештвото обстане. И со оглед на климатските промени, но и воопшто со оглед на равноправната поделба на светското богатство. На таа трага е и едно исклучително интересно издание што излезе деновиве, кое што го издаде Плоштад Слобода, а тоа е зборникот на текстови од 9 македонски автори со наслов "Друг свет, огледи за системска трансформација на иднината". Ја вклучуваме Ивана Дракшич, уредничка на ова издание од Плоштад Слобода. Добро утро, Ивана. Здраво, добро утро. Ова, како што реков, овој зборник е некако на трагата на она што го говорат и светските мислители, но еве на почеток од каде потекна идејата, нели, да се направи, да се соберат овие текстови од наши исклучително интересни автори во смисла на тоа дека делуваат, нели, мултидисциплинарно. Прво ви благодарам за времето што го отстапивте за ова издание, а второ, ова издание настана како идеја соработка помеѓу нас, луѓето од Плоштад Слобода, и некои луѓе со кои што тргнавме да работиме нешто што денеска веќе има форма на коалиција за праведна иднина, односно коалиција З. Тоа е една група луѓе со кои што почнав да работам, со кои што почнавме да работиме на темата Национален зелен договор, бидејќи многу од земјите во нашиот регион и како посебни земји работат веќе на тоа. Ние нешто за кај нас слушнавме, меѓутоа не го најдовме она што ни интересира, тргнавме сами да го работиме. Требаше тоа да се развие во некој вид пленумско работење во повеќе групи и дисциплини и така натаму, меѓутоа се случи пандемијата. Така да сите оние работи што размислувавме да ги дискутираме и да работиме на нив, не можевме да го правиме тоа, па решив да почнеме вака. Секако ова е само една форма на она кое што сакаме да го направиме. Практично ова е еден проект на собири, дискусии, семинари, расправи, собраните, да речеме, во хартија, кога не може да се реализира онака физички како што треба. Да проговориме малку и за темите кои што се застапени во овој зборник текстови. Како што велите вие во предговорот, тоа се предлози за нова зелена економија, за постколонијален начин на вреднување на трудот, за синдикатите и издружувањата на трудот, за феминизмот, за ново промислување на културата и институциите од културата. Кои се теми ги застапивте во овој текст, во овој зборник текстови? Вака, зборникот има една основна предпоставка, предпоставката е еден факт што ни се случува, а тоа е дека климатските промени веќе не се климатски промени, туку е климатска катастрофа, и дека во овој момент негативните последици ги чувствуваат само оние кои што се најосетливи социјално и економски и географски, да речеме. Меѓутоа, многу скоро ќе почнеме сите да ги чувствуваме. Предпоставката на зборникот и воопшто на сите автори кои што тргнаа да пишуваат во овој зборник е дека за десетина години неминовно ќе почнеме сите да ги чувствуваме по промените од климатската катастрофа, и дека тоа ќе бидат големи социјални и економски неправди кои што ќе ни се случуваат и веќе ни се случуваат, и дека поведението кое што треба да го смениме лично и колективно треба да претрпи големи значајни промени, и токму за тие промени авторите пишуваат во оваа книга. Значи, промени во гледањето на светот, промени во геополитичката позиција наша како општество, национално или не, позиционирање на екологијата како инхерентно политичка тема е некако нешто со кое што се бават дечиња во трето оделение кога ги чистат дворовите на своите училишта.
поинакво читање и гледање на културата, бидејќи таа во самиот свој корен на зборот значи нешто да се негува и одгледува. Значи, сите автори зборуваат за различен пристап во менување пред се на личните, меѓутоа и на колективните политики, на системите на вредности кои што ги имаме поставено. Значи, економијата во која действуваме и функционираме, со некои параметри кои што се поставени во време помеѓу војни или после војна, денеска воопшто не одговараат на нашиот начин на живот и потребите, така да предлозите се токму тоа за трансформирање на системите на вредности и начините на кои што функционираме. Токму затоа и се предлага зелена економија, здружен труд, здружен отпор и така натаму. Едни од главните теми кои што провејуваат, иако сите автори доаѓаат од различни позадини и ги пишуваат своите теми, кај сите некако провејува здружувањето, културата на солидарност, конвивијалност, соживот, меѓутоа не само помеѓу луѓето македонци и албанци, туку помеѓу сите во живиот свет, бидејќи дури и урбаната животна средина пати од недостатокот на се поголемиот недостаток и губење на некои живи видови. И последниот текст е нешто како за окружување на тие работи што се кажани во овие текстови и некакви лекции, поуки од она што можеше, требаше да го направиме минатата година како наша некаква работа и соработка, а не успеавме токму поради пандемијата, па така пандемијата ги врза сите тие работи, нашата неодговорност кон природата, животната средина, а потоа и нашата неможност да се среќаваме и да работиме заедно. И сите теми од друг свет така произлегуваат. Да, последниот текст е точно, вие сте автор на текстот и таму говорите дека решението лежи во таа култура на солидарност. Па може ли повеќе да ни кажете како тоа го гледате? Култура на солидарност, ете да решив така да ја наречам, меѓутоа таа постои и ја живееме оние луѓе кои што имаат помалку или кои што немаат доволно или кои што воопшто немаат. Култура на солидарност е место во кое што поради начинот на кој што споделуваме, не го споделуваме само тоа што го имаме, туку го споделуваме и тоа што го немаме. Со таква дистрибуција на грижите и на немаштијата, да речеме, во овој момент зборуваме и за немаштија од човечки контакти, социјализација, меѓутоа зборуваме и за друг вид. Во културата на солидарност овие работи некако се израмнуваат, да речеме, се дистрибуираат подеднакво и многу е полесно да се соочиме со отпорност со ситуации каква што беше, например, оваа. Културата на солидарност, значи, предпоставува соживот, меѓутоа, како што реков, не само помеѓу различни луѓе, туку помеѓу различни видови, но и соработка, содружништво, системи кои што и денеска се така настанати, не се цитираат тука и некои доста оптимистични автори кои што зборуваат за тоа дека единствен начин да успееме, а тоа го покажало и до сегашното човештво, да направиме нешто конструктивно, е токму нашиот мотив за здружување и работење заедно. Да, и на крајот, ова е веќе голема тема, но еве сосема на крај ќе ве прашам дека исто така на крај ја заокружувате оваа книга со мислата дека подобрата иднина ќе се постигне со трансформација на нашите вредносни системи. Знаете, секогаш кога ќе почнеме да збориме за вакви работи, коментарот што го добиваме е дека сме утописки расположени, или дека е ова радикално, револуционерно и дека не е возможно да се случи кај нас или било каде воопшто во светот. Меѓутоа, кога посебно ќе ги издвоиме работите, веројатно можеби станува поприфатливо.
И дискусијата е воглавно во тоа зошто е прифатливо да издвојуваме 1, 2, 3 или 5% од бруто националниот доход за набавка на оружје или нешто друго, а не е дозволивано да издвојуваме 2, 3 или 5% за универзален основен доход. Тоа е проблем и во главите на луѓето кои што имаат и потреба од една ваква алатка. И главниот предизвик за тоа беше токму да замислиме некои работи кои што особено во нашиот социоекономски и политички контекст делуваат невозможно, а и во глобалниот, така да тоа и беше замислата, да ги надминеме тие пречки и да замислиме еден поубав свет. Очигледно самото замислување е тешко, меѓутоа сметам дека во првиот момент кога ќе почнеме да зборуваме за работи кои што до сега сме се викале нема шанси, тоа не може да се случи кај нас, мислам дека сме направиле многу голем чекор и за тоа на широко зборувам, меѓутоа за тоа и ми беше главна задача да ги мотивирам и инспирирам авторките и авторите да го замислат тој друг свет, бидејќи само така можеме да тргнеме кон него. Ивана Драгшич, голема благодарност за денешното вклучување во утрински брифинг. Исклучително интересен зборник текстови. Ви благодарам за сега за ова вклучување.